Најголемиот глас на овие избори е гласот на тивкото мнозинство. Тоа се луѓето чии глас не се слуша на медиумите, говорниците, на плоштадите. Тоа се луѓето кои живеат мирен живот, тоа е огромното мнозинство кое тихува, работи и ја чува оваа земја. Тие сакаат Македонија со своите срца. Гласот на тивкото мнозинство е гласот на разочараниот работник, на револтираните млади, на тие кои имаат своја компанија и се борат за дневен опстанок на компанијата која им е се и за која вложиле се, на угостителите со кои експериментира оваа власт, на работниците по скелињата, на таксистите по улиците, на просветните и културните работници, на актерите кои сонуваат за големи улоги и полни театри. Тоа е гласот и на музичарите, уметниците, на убавите луѓе во нашите градови, но и селата, земјоделците, тој работен и правичен народ кој гледа и слуша се. Сиве овие луѓе на нашата Македонија мора да знаат дека новата иднина зависи лично од нивниот глас. Гласот на тивкото мнозинство со кој победува надежта и заедничката среќа. На 17 октомври излезете и поддржете создавање на нова иднина. Време е за вашиот глас, за Македонија. Затоа, драги пријатели, ве повикувам да излеземе сложно, побединети како никогаш досега и заедно да победиме. Заедно да победиме. Создади нова иднина, промени, проекти, победи. Заокружи 7.